30 на млади ентузијасти пред 5 години ја започна иницијативата за дневно искачување на водно. Но нивниот спортско-рекреативен ентузијазам не застанал тука. Авантурата до водно ја смени временската одредница. Наместо дневно искачување, одлучија тоа да биде во ноќните часови. Оттаму идејата за Осветли го Скопје. Иницијатива која изминатите неколку години наидува на поддршка од млади рекреативци. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell out of feet. Пролетното искачување на водно под месечева светлина започна со стартна позиција пред основното училиште Кочо Рацин во 19 часот и 45 минути, кога сонцето ги собираше последните сончеви зраци пред да настапи месечината. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, Just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes up off it, moving so phenomenally. The room on lock, the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Дел си во спортско-рекреативната иницијатива Осветли го Скопје, можеби за прв пат, втор пат, трети или четврт, не знам, не памтам, да. Ово нам не е први пат, ова е други пат. Први пат смо били зимус. Да, зимус у февруар. У февруар, на Осветли го Скопје. Било е јако занимљиво, било е интересантно, било е пуно људи и било е онако Ни беше прв пат и за разлика од другите не бевме спремни со опрема, така да он цело време се лизгаше и беше последен. Ама јас како негова поддршка да го чекам на крајот. И така сме презадоволни за тоа сме пак тука. Пат, одамна веќе имам планирано да учествувам во нешто вакво, ми е прв пат и мило ми што се одлучив за нешто вакво. Учествувам за прв пат и така возбудена сум. Се надевам дека ќе оставиме позитивен впечаток со тоа што има иницијатива и малку да исчистиме околината. Водна е секако дел од Скопје. Скопје ни рекреативно доаѓаат и би било убаво и сите на оваа иницијатива да ја поддржуваат. Тремата е голема да не бидеме 999. Тоа е најголемиот проблем. Иначе очекуваме добра забава, се најавува музика, така да се надам дека супер ќе биде. Јас септен ја поддржувам оваа иницијатива, општо прво за рекреативно, за сите луѓе дека е многу убаво и здраво да се искачуваат на водно, нели? Второ, иницијатива беше организирана, нели, од мој тренер, од Даниел Трбогазов, нели, од Светли го Скопје, супер замисла, за да се разбуди малце повеќе свеста кај луѓето дека треба и да си го чуваме нашето водно, да се грижиме и за да не фрламе, нели, и отпадоци, да се внимава на се, нели, тоа е иницијатива веќе сега мрдни со прст. Така да ќе биде интересно, убава дружба, спортски луѓе настроени. Јас септен сакам да доаѓам и не сакам да пропуштам вакво нешто.
Колку често знаете да се искачувате на водно рекреативно без оглед на овие вакви иницијативи? Па, скоро секоја сабота. Ние сме главни со пензионерите во автобус. Да, и јас како матичен доктор кој работи стално со пензионери, знам често да се шалам дека тоа е мојата група на екскурзија, што ја носам на водно. Па добро, јас сум рекреативец, спортист, мислам фитнес, вежбам, не сум некој голем, не знам, професионалец, меѓутоа сметам дека би можела, така да не е некој преголем напор. Со оглед на тоа што работам јас како инструктор фитнес и аеробик, колку што ми дозволува времето од тренинзи, одам, можеби не толку често, али кога имам слободно време, обавезно еднаш до 3 пати во месецот одам сигурно, заради нели моите обврски кон работата, бидејќи сум активна цело време. Алтернативни патишта користиме или поној стандарден асфалтиран пат одиме до водно? Не, никако по асфалтиран, значи по најкратките, најстрмните, нели, значи по обавезно по кози патчиња. Па по алтернативни патишта до средно водно, па однатаму можеби по главен пат. Па да се надеваме дека ми е прв пат, обично од средно водно се искачуваме. Ама ќе видиме колку ќе бидеме издржливи, се надевам ќе успееме догоре. Алтернативни. Секако се надевам ќе има водачи кои што би можеле нели да ни покажат, меѓутоа повеќе преферирам алтернативни. Подготвени сте сега со опрема за ова пролетно искачување? Апсолутно, апсолутно. За пролетно не треба ништо, само добро расположение и тоа е тоа. Да, секако светилка нели требаше сами да си донесеме, меѓутоа имаме други уреди, помагала кои што ни беа дадени во пакетите од самите организатори и секако имаме намера да ги употребиме. Со соодветна спортска опрема, светилка во рака, позитивна енергија и желба за нови предизвици, младите ентузијасти тргнаа кон падините со една единствена цел – да го осветлат Скопје.